Ние се викаме Ја сака Македонија со причина и токму затоа што ја сакаме Македонија, постојано ве носиме низ разни региони, ви ја представуваме нашата убава земја. Па токму тука заедно со мене денес имам прекрасни тројца соговорници кои што ќе ни представат еден проект кој што вистина е за нашата земја, за презентација на нејзините убавини, меѓутоа исто така и за развој на нашата земја, посебно за одредени региони на кои што се уште им е потребно тоа. Од тие причини настана и деновите на алтернативен туризам и се во тек, секој викенд се случуваат, а токму за нив денеска ќе зборуваме со Благица Петрески, која што е заедно со мене, господјата Антонија Шишак и господинот Игор Смилев. Добро утро и добре ми дојдовте. Јас начално кажав дека имаме денови на алтернативен туризам, меѓутоа, ајде малку да го објасниме. Благица, вие ќе ни кажете, значи, за што станува збор, што се случува овие викенди се до 20 октомври и токму каде? Најпрво ви благодарам на поканата. Ќе ни биде задоволство да ги споделиме она што ние во моментот го реализираме заедно со гледачите на утринската програма на Сител телевизија. Деновите на алтернативен туризам се дел од еден проект кој што има за цел да го поттикне развојот на помалите места во земјата, затоа што знаеме дека помалите места во земјата од една страна имаат многу убавини, многу што да понудат, но од друга страна исто така се соочуваат со висока стапка на сиромаштија, има невработеност, младите си заминуваат. И туризмот тука се вклучува како еден алтернативен модел за развој на овие мали места, па во рамки на таа целокупна идеја да го заживееме туризмот во малите места како еден модел за развој, меѓутоа исто така да ги подигнеме и капацитетите, вештините на луѓето кои што тука работат во тие мали места во туристичкиот сектор, произлезе и овој проект каде што работевме на градење на тие капацитети, на развој на алтернативни туристички дестинации и денес веќе можеме да ги видиме резултатите од тој проект, каде што значи промоција на тие тури. Станува збор за 12 алтернативни туристички дестинации, главно концентрирани во Западна Македонија, кои што секој викенд ќе се реализираат, зашто колегата Игор, како лице кое што е локално лице, водич вклучен во овие активности, ќе зборува повеќе, а донаторот со нас е тука, господја Антонија, ќе каже повеќе за изворот на финансирање. Вака, сега јас би сакала господин Игор да ни представи малку повеќе, значи што се случува за време на тие викенди, дали да речам и нашите гледачи може да дојдат да ги посетат токму на викенд овие места во Западна Македонија и меѓу другото какви се тие тури кои што ги организирате, господине? Да, ви благодарам на поканата. Инспиративно да се гостува во утринска програма на телевизија Сител. А во однос на патувањата и во однос на сето оно кој што го нудиме како комплетен пакет, видите, едно патување и еден престој викенд вие како соништа ставени во куфер и ранец, и ако јавето и реалноста ги надмина соништата во куферите, тогаш куферот го полниме со спомени. И ако при тоа неспокојот и немирот на секој човек кој што одлучил викендот да дојде со нас го претвориме во спокој и совршен мир и среќа, тогаш куферите сме ги наполниле со најголемото задоволство. Генерално завршена би емисијата во тој случај, така? Така, тоа е завршена, комплетно е завршен успешен проектот. Всушност тоа се случува на викендите енергија. Луѓе кои што доаѓаат среќни, треба да им ја дополниме и развиеме тоа ниво на среќа. Или оние кои што носат некој свој проблем од дома, треба да заборават тој ден или тие 2 дена на сето оно кој што им било причина за незадоволството или помалото ниво на среќа, и тоа е тоа. Значи, го имаме оној систем на едно стапче по кој што истекува на несреќа, а ние донесуваме среќата. Генерално, не се работи само за тури во западниот дел на Македонија. Еве конкретно минатиот викенд бевме на Тиквешко езеро, патот на виното. Една совршена, една прекрасна рута. Мене ми е навистина криво зошто 20 и неколку години битисување во оваа држава мораше дури овој викенд да промовираме како комплетен туристички продукт и производ, заради тоа што и многу помалку вредни атрактивни тури надвор од нашата земја се веќе доведени на ниво на совршен туристички производ.
Така што Што им покажавте еве на таа тура? Што можеа да видат? Од каде потекнува виното? Како се произведува виното во Македонија? Што видеа оние кои што беа заедно со вас? една успешна мала семејна винарија. Тој пример како успешна приказна, како сме успеале да задржиме еден успешно образован млад човек кој што дојде се вратил од Соединетите Американски држави за да отвори семејна винарија со неговиот татко и веќе 2 години се исклучително успешни, произведуваат фантастично прекрасно домашно вино. Тоа е се уште една мала винарија која што од година во година ги зголемува капацитетите и тоа е совршена приказна. Колку луѓето низ тие селски места се одлучуваат на вакво нешто, да почнат самостоен бизнес, еве ќе кажам? Се повеќе, особено во районот како што е Тиквешкиот район, кој што е развиен вински регион, веројатно тоа е единственото или едно од ретките нешта кои што можат да го прават најдобро како што може, кога сето тоа ќе се искомбинира со прекрасниот Полошки манастир, до кој што може да се пристапи исклучиво по воден пат. И кога на крајот ќе завршите со кајче преку Тиквешко езеро и ќе ги премостите оној пат на виното со историјата низ призмата на манастирот, добивате фантастичен туристички пакет на кој што, верувајте ми, не сум шетал премногу, но доволно за да проценам дека и тоа како можеме да им конкурираме на сериозно развиените земји во поглед на овој конкретно туристички производ. Ќе ве прекина малку само бидејќи зборуваме за ова, јас ќе побарам од режија, ние имаме подготвено фотографии и токму тоа сакам да го видат нашите гледачи, патот на виното, како буквално сте поминале. Ајде, може да ни ги раскажете малку фотографиите, каде се ги носите посетителите и што се може да видат? Ова е музеј кој што е направен во 2013 година, ако не се лажам, во центарот на Кавадарци, музеј на вкусот и мирисот, или популарно наречен музеј на виното. Значи, една прекрасна идеја која што би рекол настаната директно од жителите на град Кавадарци, кои што сметале дека во еден така развиен вински регион ова ќе биде полниот погодот кој што ќе го презентира, ќе го представува Кавадарци во неговиот вистински лик. Она што го прави овој музеј различен покрај оние сите инструменти кои што се користеле во 18, 19 и 20 век за производство на вино, еден посебен оддел, една посебна соба е направена од сите музички дејци со кои што Кавадарци изобилува. Например, има оригиналната фигура на Никола Бадев, кој што е една сериозна македонски балканска величина, ненадминлива. Потоа ги имаме музичкиот историјат на Васил Хаджиманов и тоа е, значи ги имаме личните предмети, преку 5 пасоши, да речеме, например, оној нотес во кој што ги забележувал сите музички творишта ширум Македонија, значи ги има над 2400 и 500 нотни записи и текстуални записи на сите македонски народни песни во неговото патешествие на Васил Хаджиманов низ неговиот животен век. Сето тоа е во овој музеј и како почеток на таа винска тура, мислам дека подобар почеток од овој посета на музеј, посетителите изминатиот викенд не може да посака. Потоа се надоврзавме на винаријата, па на Тиквешко езеро и на манастирот. Така, ќе имате уште многу тури, ќе ни кажете, ќе дознаеме и каде се ќе се реализираат тие. Господја Антонија, бевте ли на оваа тура? Да, бев и уживав, навистина беше одлично организирана. Им благодарам на организаторите на Finance Think. Тоа е еден од 60 корисници на грантовите кои што беа доделени преку проектот за локална и регионална конкурентност. Јас само да кажам дека средствата за финансирање на овие 60 на проекти беа обезбедени од страна на Европската Унија во износ од 18 милиони евра и владина контрибуција во износ од 3, контрибуција? Да, владина контрибуција придонес, да, во висина од 3,2 милиони евра. И секако и самите корисници на грантовите учествуваа со свое кофинансирање. Нели имаме различни типови на корисници, се надевам ќе имаме можност да испромовираме и некој друг од нашите проекти кои што се финансирани преку проектот за локална и регионална конкурентност. Уживав на вистина на оваа тура, би ја препорачала на сите. Да, го посетивме музеот, слушнав многу приказни, ете и историјата на Васил Хаджиманов, на Никола Бадев, историјата за винаријата Тиквеш,
Например, во музеот имаше вино, се уште стои од 1923 година. Може ли да ве прашам нешто во да. однос на ете бидејќи сте финансиски, ќе кажам, стратег и помагател во случајов, како представник доаѓате од таму, ќе ми кажете што мислите, дали ваквиот начин на туризам, кој што еве сега се практикува низ овие, да речам, па и неколку недели на алтернативен туризам, може да помогне на населението кое што е таму. Како тие реагираат на овој проект и колку, да речеме, за нив би било поттик да самите прават нешто, произведуваат, го презентираат, за на некој начин и тие да се издигнат, па и меѓу другото да ги задржат луѓето на местата на кои што живеат, а кои што навистина се во некаква си стагнација, во некакво си мирување. Вака, туризмот и на светско ниво, меѓутоа и кај нас се препознае како една од растечките гранки, кои што може да дадат голем придонес во развојот на локалниот економски развој. Токму и заради тоа е иницирано овој проект и ние со нашиот проект финансиравме, дадовме поддршка на различни типови на корисници, на општини за инфраструктурни инвестиции, за подобрување, да речеме, на патната структура, до познати туристички локалитети или културни домови, реставрација, реконструкција на културни домови или пренамена на некои напуштени училишта кои што може да прираснат во туристички центри во самите тие мали места. Еве, например, и во Девчани во моментот. Значи, допрва ги гледаме резултатите. Да, го препознаваат. Ние направивме убава комбинација, финансираме и асоциации кои што се блиски до локалното население, ги обучуваат, одржуваат работилници, бидејќи нели им треба некој да ги води низ процесот како да се едуцираат за да можат да им понудат нешто на туристите. Туристите што доаѓате во преден план, кажете ми каде се ќе се случува овој алтернативен туризам, на кои се места во Западна Македонија, Кавадарци го споменавме, каде се уште ќе има вакви посети? Најпрво би сакала да се надобрзам на она што Антонија го спомена. Токму ние во нашиот проект идејата ни беше да вклучиме што е можно повеќе локални лица, како што е тука Игор, како што се девојките од Охрид, како што е Крушево. И идејата ни е овие тури понатаму да бидат водени, понатаму да бидат одржувани токму од тие локални лица. На тој начин само ние може да обезбедиме само одржливост и долгорочност на сите овие тури и на сите овие проекти. Во однос на вашето второ прашање, минатиот викенд бевме во Тиквеш, каде што ги посетивме Тиквешко езеро и водопадите на Бабуна. Овој викенд одиме во Река, двата мијачки бисери Лазарополе и Гари, потоа одиме Ростуше и водопадот Дув, една извонредна пешачка или планинарска патека можеби да се наречи. Следниот поврзан викенд за 11 октомври се случуваат настаните во Охрид, Вевчани и Белчишко блато, потоа одиме на крај во делот на Пелагонија, каде што ќе имаме можност и сите оние посетители кои што ќе ги посетат турите ќе имаат можност да го посетат Крушево и да ја почувствуваат влашката култура. Потоа го имаме Мариово, извонредна приказна каде што ќе ве врати во историјата, ќе ве врати во времето. И верувам дека ова не е крај на нашиот проект, дека ова е само почеток на нешто кое што ние го развивме, а кое што треба допрва да биде промовирано, кое што треба да допрва да придонесе кон тој локален економски развој. Очекуваме во иднина да се вклучат многу други луѓе кои што се како Игор, кои што се водичи, кои што се неформални групи, кои што ќе се вклучат и ќе дадат придонес кон овие приказни, затоа што искрено веруваме дека нас како на земја ни требаат нови модели за економски раст. Туризмот е една одлична можност, каде што, нажалост, до сега не сме обрнале можеби толку многу фокус, или фокусот бил повеќе поставен кон оние големи туристички центри, Скопје, Охрид, можеби Дојран, и веруваме дека на овој начин ние ќе ја подигнеме свеста не само кај донаторите, меѓутоа ќе ја подигнеме генерално свеста и кај оние кои што ги креираат тие политики, дека од туризмот може да се живее и туризмот може да даде голем придонес за локалното население и за поголем развој, меѓутоа исто така и за промоција на земјата, затоа што знаеме кога одиме, кога патуваме во странство, ние сакаме што повеќе да видиме, но многу малку свативме и ние како имплементатори на овој проект, колку малку си знаеме ние за нашите природни убавини. Точно. И на овој начин преку не само преку развој на овие тури, ние развивме и
одлични видеа кои што се продуцирани на англиски јазик, каде што треба да бидат промоција на сите овие мали места и на странските туристи, затоа што еден од таргетите на овие мали места и на овој тип на тури треба да бидат странските туристи. Сега следната дестинација, рековме дека е Река, ако не се лажам. Како ќе ја представите токму оваа дестинација, што е она што оние кои што ќе патуваат со вас овој викенд ќе можат да уживаат, да го уживаат? Елена, јас ви гарантирам, било кој од овие тури да определите сосема случајно еден викенд да си одвоите за себе, како беше патувањето, односно оно што ќе го видите ќе ви остави без збор, но потоа ќе станете совршен раскажувач. И такви се овие тури, значи Река, Ростуше и Битоше. Веројатно, ако некаде може да се почувствува традиционалниот начин на живот, е дефинитивно тој район. Тој район, за среќа, одам на заборавен и нечетнат. Всушност, доаѓањето на странците или обидот да ги донесеме тука, главниот мотив е тие доаѓаат тука заради тоа што сето оно што го гледаат тука, веќе кај нив се случило пред 50, 70, 80 години, они тоа не го доживеале. Како да ви објаснам за суровото богатство и суровиот материјал со кој што располага оваа држава, за кој што плаќаат огромни суми на пари странските гости на Шар планина, доаѓаат на скијање од елитните центри на Австрија и Италија, само за да платат викенд на Шар планина за така наречено турно скијање или бордање по неразгазен снег. Непоимливо е во Италија и Австрија да имате такви места нечепнати како што е Шар планина. Плаќаат за викенд по 1000 до 1500 и 2000 евра. Ако на тоа надополните на прашањето како локалното население треба се вклучи, вклучително од реканскиот крај, ако некој од нив знае да подготви зелник, ако еден овчар знае да подготви сирење, и ако сите нив ги вклучиме во тој целокупен пакет, тогаш една цела мала комуна или заедница од тој район или од тие региони и тоа како добро ќе може да заработува, заради тоа што тоа е тоа што ние го нудиме како совршен квалитет, ако што го нема па надвор од Балкан од тебе. Да бидеме се уште кај нас во неговата изворна форма. Значи езерото Локов, водопадот Дув, Ростуше, Битоше, Галичица и Јабланица. Топло препорачувам на сите оние кои што досега не биле. Турите се промотивни, значи бесплатни. Само треба да речат сабота и недела сум тука, да земат придружба, но и да дојдат сами. Јас ги убедувам дека оно што ќе го доживеат, уште долго ќе имаат зборови со кои што ќе разговарат со своите пријатели. Дури тогаш, како што велам, јас ќе им се најдат во студените зимски денови како топла керамитка да ги стоплува на сето ова што ќе го посетат и видат. Така што следниот викенд е домашна задача. Секој кој што гравитира, односно живее во тој регион, па и подалеку, може да се приклучи, може да напишат во состав на официјалните настани или со некој од нас да дојде на лице место и заедно да поминеме прекрасен ден. Приказните за Река не можам сега да ви кажам, многу се долги, многу се опширни. Ке ми кажете на посетителите, да, а нас времето не измине, јас ви благодарам многу на гостувањето, ве поддржувам, се разбира, можеби ќе ни дозволите и на некој од овие места и ние со наша камера да дојдеме, да видиме како ќе го представите тоа и да уживаме сите заедно, а се разбира преку камерите и нашите гледачи. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето.